Последната одлука на државното јавно обвинителство дека се согласува со наредбата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која е во притвор да ги преземе сите предмети од специјалното јавно обвинителство, направија дополнителен хаос и голем број нејасноти и во веќе така заплетканата правна ситуација околу предметите на специјалното јавно обвинителство. Во ова информативно издание на вестите на Алфа разговарам со еден од адвокатите, бранителите на обвинети во случаите кои ги води СЈО, Еленко Миланов. На почеток да ве прашам, господине Миланов, судењата течат како проформа или повеќе како, ајде можеби ќе употребам малку по слободен народски кажано збор, како еден обичен циркус. Кој е правниот застапник на обвиненијата во случаите во судот? Формално правно Катица Јанева до моментот додека не е разрешена се завзеде таков став дека има право да може да биде и понатаму застапник на СЈО. Каков е моралниот аспект и можност да јавен обвинител кој што се наоѓа на издржување на мерка притвор, тоа сепак го прави е нешто сосема друго. Јас повеќе би рекол дека ова е силување на правото, отколку циркус, затоа што неспорно е дека во овој момент немаше потреба да во овој период од 10 дена се тераат овие постапки малтене на сила, во ситуација кога судот нема овластувања да одлучува во однос на било какво барање за постапување на специјалната јавна обвинителка или на некој од обвинителите кои што постапуваат. Последното рочиште што беше, кога застапник беше обвинителот Рустеми, кој што пак е сведок во постапката во случајот Рекет. Вие баравте негово изземање по словото на законот, за негово излевање треба да одлучи специјалната јавна обвинителка. Меѓутоа, судот како да ги занемарува вашите барања и одлучува во име на обвинителството. Ке се жалите, постојат инстанци каде тоа може да го обжалите, бидејќи како да не важат законите, закон за кривична постапка, закон за судство, за обвинителство во овие случаи, некако од старт тоа. Има многу проблеми со примената на законот во сите овие предмети, почнувајќи од тоа да словото на самиот закон за СЈО зборуваше дека овие снимени нелегални разговори треба да бидат индиции. Тоа се доведе со некои одлуки на апелациониот суд на ниво да сепак тие влезат како докази. Од старт. Сега се оди со тоа да сепак се одлучува суд надвор од своји надлежности. Одредбата од член 38 од Законот за кривична постапка е јасна и децидна дека во однос на барање на изземање за јавен обвинител одлучува непосредно повисокиот јавен обвинител. Во случајот тоа е Јанева која е во притвор. Во случајот кога е побарано изземање за господјата Лиле Стефанова во еден предмет и за господинот обвинителот Бурим Рустеми во два предмети, веќе нема спор дека во таква ситуација има кој да одлучува, односно тоа е Катица Јанева. Ако судот и го прифаќа фактот дека таа се уште има легитимитет, иако е во притвор, иако има притвор поради влијание на сведоци, а тие се сведоци во нејзината постапка, ако има притвор поради можност од повторување на делото, бидејќи се уште шефица. Тие постапуваат по нејзини предмети, односно тој сомнеш не може никој да го исклучи, останува спорно и дискутабилно дали воопшто смееше да се продолжи. А во никој случај, доколку сакаше судот да сепак, можеше едноставно да побара одобрение од судијата на претходна постапка, господјата Катица Јанева, да биде донесена во судницата и на записник да се произнесе во однос на барањата за нејзините обвинители, односно полномошници кои што ја застапуваат во тие постапки, да даде процесно решение на записник со што се би било решено. Или таквото барање да биде доставено до господја Катица Јанева, да таа од притвора, кој е тоа морално и возможно,
донесе решение со кое што ќе одлучи дали тие има основи за такво иземање или не и дури тогаш евентуално постапките да продолжат. Требаше ли судот да побара автентичност? Кој гарантира дека Катица Јанева не може да каже задутре јас не го напишав целото писмо? Никој тоа не може да го гарантира, тоа е во однос на оние кои што тоа ќе го применат, тоа писмо и она што пишува во тоа полномошно писмо или како е насловено и кое што не е заверено. Ако некој сакаше да тоа го прави колку толку леге артис, требаше да Катица Јанева побара да таквиот документ со печат биде донесено да го направи во присуство на судијата на претходна постапка, нотар или било кој и да го завери и дури тогаш да има потврда дека е тоа нејзин документ, нејзино писание кое што можеби би можело да воопшто биде пуштено во правниот промис. Уште еден момент сакам да разјасниме. Жалбите на одлуките на првостепен и второстепен суд има веќе по некои предмети, како што е, например, случајот Тенг, вие таму не сте адвокат, меѓутоа, еве ве прашувам како правник, се стигнати до Врховен суд. Таму работата веќе, можеби повеќе од половина година е заглавена, затоа што нема мислење од надлежниот обвинител во случајот од Катица Јанева. Тоа до бесконечност ќе трае барањето одлуката за пожалбите? Мене не ми е позната состојбата дали по тие предмети веќе има доставено писмено мислење од страна на специјалното јавно обвинителство до Врховниот суд. Доколку такво писмено мислење не е доставено, нема веќе кој има овластување да може да го потпише тоа писмено мислење до Врховниот суд, за да Врховниот суд воопшто може да постапува. Купувате ли време со тоа што барате одлагање и дополнително под прашање предметите рекоа дека ќе преминат од специјалното јавно обвинителство во обвинителството државно? За колку време очекувате обвинител да се подготви за да го застапува тој предмет? Значи тоа не се 4 страници материјал. Тоа е многу дискутабилно. Прво, никакво значење нема да до регулирање на оваа ситуација со СЈО, со господјата Катица Јанева во овие 7 до 10 дена за кои што тоа на 15 и така истекува нејзиниот мандат и веќе не може да постапува по сила на закон. Ништо не би се купило, така што едноставно укажувањето е да не се прават процесни пречки кои што понатаму ги контаминираат целите предмети. Во другиот дел на ова што ме прашавте, кој ќе ги предаде тие предмети? Па нели Катица Јанева ги ополномошти кој има овластување да ги потпише записниците, затоа што да се предаде, не е тоа така едноставна работа и не е тоа нешто што може да се стори ниту преку ноќ, ниту преку колено. За некој да може да ги предаде тие предмети, треба да потпише записник за примопредавање. Тој записник за примопредавање треба да ги содржи сите материјали, односно секој поединечен документ кој што се наоѓа во списите на предметот кај специјалното јавно обвинителство, да биде предадено на некое си друго. Дали тоа ќе биде републичкото, ако ги прими републичкото, тоа не постапува директно пред судовите. Тоа републичко јавно обвинителство потоа ќе треба тие документи да ги предаде на надлежно јавно обвинителство спрема онака што ќе одлучи кое ќе биде тоа, дали оделението за организиран криминал или некој од основните јавни обвинителства. А бомбите? СЈО беше нели формирано за да може со тие бомби да располага. Што се случува сега со бомбите или нелегално чисто правно сметам дека овие нелегални разговори требаше да бидат индиции и во овие предмети и при користењето на СЈО. Меѓутоа многу беа докази. Без оглед на сето тоа, со некои одлуки на апелациониот суд тие влегоа како докази во судските постапки затоа што тоа е надлежност на ова специјално јавно обвинителство. Со згаснувањето на специјалното јавно обвинителство или превземањето на предметите во редовно јавно обвинителство, ниту еден редовен јавен обвинител ги нема овластувањето согласно законот на СЈО и правно ниту еден од тие докази од нелегално снимени разговори не смее да биде понатаму доказ во постапката. Во сите предмети доколку продолжат со било кое друго јавно обвинителство,
овие докази, сметам дека правно единствено исправна одлука е да бидат издвоени од списите и истите воопшто да не се користат како доказ. Да бидат уништени. Дали ќе бидат уништени, затоа што и тој дел го регулира законот за СЕО дека по престанувањето истите ќе бидат уништени. Ако тоа престане сега, тогаш ќе треба да бидат уништени и тие докази на соодветен начин сега.